Почитувани колеги пратеници, јавен обвинител е на Република Македонија Љубомир Јовески. Ве баравме да бидете присутни денес овде на оваа комисија. Веројатно, бидејќи нема да имаме прилика повеќе да разговараме, според моите информации, вие сте веќе 67 години, полни 67 години, што значи набрзо ќе треба да отидете од оваа функција. А имаме многу прашања кои што би сакале да ни ги одговорите и кои што останале неодговорени од минатото. И легитимно е дека ова е комисијата на која што ние треба да продискутираме, да продебатираме за работите во јавното обвинителство, бидејќи верувајте дека работата на јавното обвинителство е една од суштинските причини и за степенот на индексот, на високиот индекс на Transparency International 111 место. Перцепцијата на граѓаните е исто така дека како судството, така и обвинителството е еднакво одговорно за ситуацијата во која што се наоѓа Македонија, а за жал во последните години не видовме никакво подобрување. Напротив, и покрај вашите упорни барања кои што ќе придонесат кон поголема борба со криминалот и корупцијата во Македонија, не се удоволени. И затоа јас денес односно би сакала да се осврнам на два аспекти, на именувањето и на разрешувањето на јавни обвинители. Направивме една анализа согласно која што имате анализа за 2017, 2018 и 2019 година, каде што имате избор на нови јавни обвинители. Значи, во 2017 имате избрано само 4 јавни обвинители, од кои што ниту еден не е од завршените кандидати на Академијата за суди и јавни обвинители. Понатаму во 2018 година имате избрано 25 јавни обвинители, од кои ниту еден од завршените кандидати не е од Академијата за суди и јавни обвинители. И во 2019 година има подобрување, односно од пријавени 34 кандидати, избрани се само 18, а од редот на Академијата за суди и јавни обвинители се 15. Значи, оваа година за која што го разгледуваме извештајот, имате подобрување од аспект и на бројот на избрани обвинители, помалку се од 2018, меѓутоа од Академијата за суди и јавни обвинители имате избрано повеќе јавни обвинители. И ние силно го поддржуваме вашата потреба за зголемување на бројот на јавни обвинители и навистина би рекла дека е пропуст на вака нискиот буџет ако направиме една компаративна анализа на парите кои што од Република Македонија и беа дадени на фамозното специјално јавно обвинителство, кое што добива 4 пати повисока плата од сите вас јавни обвинители во Република Македонија, а верувајте дека можеби и најмногу се одговорни за ситуацијата во која што се наоѓа Македонија и судството и обвинителството во таква катастрофална ситуација. Сега во врска со разрешувањето би морала да потенцирам дека од анализата која што имаме направено за 2016, 2017, 2018 и 2019 година, сите јавни обвинители кои што се разрешени, односно кои што повеќе не се јавни обвинители, се поради исполнување на услови на старосна пензија. Во еден случај има именување на друга функција, а во 2019 година има разрешено вкупно 7, и тоа 5 поради исполнување на старосна пензија, 1 по сопствено барање и 1 поради незаконито, нестручно и несовесно вршење на функцијата јавен обвинител. Тоа е во 2019 година, а на сите нас е познато дека во таа година Собранието на Република Македонија на 14.9.2019 ја разреши Катица Јанева како обвинител,
како специјален јавен обвинител. И она што би сакала да ве потсетам, односно, да искористам оваа прилика и да ве прашам, овде, при јавната расправа за Законот за јавни обвинители, колегите пратеници од ВМРО ДПМНЕ поставија еден огромен банер на кој што пишуваше, ќе цитирам, господин Јовески, до кога ќе го криете писмото со кое притворената денес осудената Катица Јанева ви даде незаконска наредба, односно спротивно на член 60 од Законот за јавно зборуваме предметно по извештајот. Значи, ова е поврзано со извештајот и ќе вам молам да не ме прекинувате. Ова се случува 2019 година, што значи ова е годината за која што го разгледуваме и извештајот. И токму поради тоа што согласно Законот за јавно обвинителство не постои одредба со која што може да се префрлат предметите, туку така на јавното обвинителство, а уште помалку кога носителот на надлежноста, Катица Јанева, била во притвор и согласно овој член 60 од Законот за јавно обвинителство, вие сте биле должен да ја оддалечите, односно да ја суспендирате од функцијата. И бидејќи не го добивме никогаш ова писмо, јас би сакала од оваа говорница да ве запрашам каде е писмото со кое што се префрлија предметите од специјалното јавно обвинителство кај вас, бидејќи никој досега не го видел. Кога сме веќе кај ова писмо, би сакала да ве прашаме колку снимки имате превземено од специјалното јавно обвинителство, бидејќи имате превземено само одреден број на предмети, за кои што веќе ја слушнавме, имаме сознанија, односно и докази, дека селективно постапувале специјалното јавно обвинителство. И се разбира каде е кривичната пријава, бидејќи од вашиот извештај не можеме точно да утврдиме и да видиме, каде е кривичната пријава што ВМРО ДПМНЕ ја поднесе врз основа на ревизорскиот извештај од специјалното јавно обвинителство, каде што Катица Јанева земала 4 пати повисока плата и земале огромни пари, меѓутоа извештај овде конкретен никогаш не бил разгледан. Овие прашања се почитувани Јовески лично до вас, заради тоа што на овој начин и со ова ваше постапување ќе оставите белег дека селективно сте постапувале во времето на вашата кариера како јавен обвинител и ќе остави белег кој што вие би можеле да го исправите доколку постапите, покажете што се случувало таму и доколку вие навремено имате постапувано, сигурно немало да се случи сето тоа што се случи со предметите од специјалното јавно обвинителство. И да не биде дека после извесен период ќе се случи истата ситуација со Катица Јанева, еден извесен период ќе ја криете, па нема да биде одстранета од функцијата, а ќе се случуваат одредени дејствија за кои што сите ние не сакаме да се случуваат и за кои што длабоки последици ќе има Република Македонија. Во оваа прилика би сакала да ве запрашам, бидејќи согласно член 91 и 92 од Законот за јавно обвинителство постојат точно утврдени причини или примери за тешка дисциплинска повреда и што тоа се смета за тешка дисциплинска повреда. Имено тука постојат неколку, јас нема да ги прочитам сите, меѓутоа ќе ги прочитам неколкуте, на кои што би сакала да обрнете внимание со примерите кои што ќе ви ги дадам подоцна. Ако не овластено, значи тешка дисциплинска повреда на јавен обвинител се смета ако неовластено издава класифицирани информации, односно изнесува информации за податоци на судски предмети, со што се повредува врската за заштита на тајноста на постапката, утврдена со закон и кога јавноста е исклучена согласно закон. Понатаму, ако намерно и неоправдано направи крупна професионална грешка,
оневозможува вршење на надзор на работењето од страна на повисокиот јавен обвинител и без оправдани причини не постапува во предметите во пропишаните законски рокови поради тоа што значително се го влекува постапката или настапила застареност на кривичните дела. И сега, почитуван Јовески, почитуван јавен обвинителе, дали не сметате дека досега требаше да има одредена постапка за одредени јавни обвинители, за кои што целата македонска јавност знае дека не постапувале во согласност, односно постапувале во спротивност на овие точно утврдени ставови за тешка дисциплинска постапка во своето работење. Например, за целата јавност во изминатиот период е доста познато дека јавната обвинителка Вилма Русковска во случајот 27. април дозволила крунскиот сведок 3 пати да го менува исказот. Дел од тие искази не постојат повеќе во предметот на јавното обвинителство, меѓутоа постојат во јавноста и се покажуваат како злоупотреба на службената положба која што можеби ја направила оваа јавна обвинителка, меѓутоа вие како државен јавен обвинител потребно е да отворите постапка и да утврдите што се случувало, бидејќи сето ова е поврзано со извештаите кои што ние денес ги гледаме. Исто така, деновиве се слушаат одредени наводи за нејасноти во врска со поврзувањето на бегството на Сашо Мјалков. И исто така би сакала да ви потенцирам за уште еден ваш јавен обвинител, кој што верувам постапувал спротивно членовите 91 и 92, каде што се тешки дисциплински повреди, односно каде што има господинот, односно јавниот обвинител Бурим Рустеми, има поднесено барање за изземање во 2 постапки. Значи, во 2 постапки, во едната постапка влијал вработена на Министерството за транспорт и врски за да направи допис со проценка за побарување на штета во предмет во кој државата и Министерството немаат побарување, што значи дека директно влијаел врз одреден сведок со своето влијание и својата мок и прибавил, спротивно на законите, одреден доказ за кој што не смел да го прибави и го искористил во постапката понатаму. Исто така, овој обвинител имал уште еден предмет, односно уште едно барање за изземање, односно тоа е предметот ТНТ, каде што овој обвинител влијаел, односно го повлекол предмет за обвинет Адријан Амзовски, каде што, односно СЈО го повлекло тогаш обвинението, а подоцна се дозна дека си пишувале меѓусебни пораки со дотичниот Бојан Јовановски и каде што му се заблагодарува поради исплатени 850.000 евра, да му се заблагодарува со порака СЈО го повлече предметот, ти благодарам од срце, ајде сега да работиме на рад. Ова се само примери кои што јас можев во текот на вчерашниот ден да ги најдам кога сакав да пребарам одредени случувања во јавното обвинителство, а за кои што ни се потребни одговори на нас и на целата македонска јавност. Јас не сакам да верувам дека вие не сакате да постапувате праведно и токму поради тоа сакам да прашам дали имате одредени постапки покренато, дали имате истражување, дали например сте покренале одредена постапка за преслушкувањето кое што се случуваше во 2019 година во јавното обвинителство и за кое што имаше два хард диска на кои што имало огромен број на преслушкувани разговори и дали за сето тоа вие имате отворена одредена истрага, предистрага, кој го нарачал сето тоа. Исто така се однесува за 2019 година, а од овој извештај ние за сето ова
не можеме да видиме дека сте постапиле. Понатаму, почитуван јавен обвинителе, за жал, во Република Македонија единствено очите на јавноста се вперени кон јавното обвинителство и кон судството, од причина што повеќе не веруваат. А зошто не веруваат? Заради тоа што во изминатиот период вие повеќе пати гостувавте на телевизија, да, вашата транспарентност може би е зголемена за разлика од претходниот период, што гледаме дека го има и во извештајот, меѓутоа епилог на сите овие постапки кои што вие ги најавувавте во изминатиот период, ние како јавност, како ВМРО ДПМН, како заинтересирани граѓани на оваа држава, не видовме. Не видовме разрешница во предметот фризерница, а вие ја најавувавте во ваше гостување на телевизија. Понатаму не видовме никаква разрешница за предметот на Ден Дончев, не видовме никаква разрешница за предметот за фонд за иновации за разделените средства од буџетот на Република Македонија, не видовме разрешница со Леонардо и така натаму. Почитуван Љубомир Јовески, јавен обвинителе на Република Македонија, набрзо ќе отидете во пензија и набрзо некои од другите ваши колеги ќе ве наследи. За жал, не би сакала да дојдеме во ситуација во која што некоја наредна година или еве кога ќе го разгледуваме извештајот за 2020 година, не би сакале да бидеме во ситуација во која што сите овие предмети повторно би ги постапувале, односно повторно би ги поставувале како прашање. Многу прашања имаме. Потребни ни се одговори за да може македонската јавност да повторно ја врати довербата во обвинителството и во судството, за да може да престане перцепцијата дека постои спрега, соработка помеѓу обвинителството и помеѓу судството и помеѓу власта. Ова е погубно за една држава која што сака да биде членка на Европската Унија. Ние не можеме да влеземе во Европската Унија доколку имаме перцепција, примери секојдневно по медиуми, дури и вие најавувате одредени постапки за кои што не добиваме епилог. Зборувате за транспарентност, ние посакуваме да ја зголемите и еве денес овде од оваа собраниска говорница да продискутираме, да продебатираме за овие изложени предмети, односно изложени прашања кои што ви ги поставуваме добронамерно, значи за македонската јавност да слушне дека еве јавното обвинителство постапило и покренало постапки за разрешување на сите овие за нас до денес дилеми. Ви благодарам.